Но најпрво, како што е редот, да ви се представам, вака како што гледам, пола ве знам, јас сум Кристијан Калинов, имам 31 година, скоро 32, лета време. Мојата прва богослужба на која што сум бил присутен беше во христијански центар во Даре Џамбас. Повеќето од вас најверојатно сте биле додека службите беа таму. Некои од првите песни што сум ги пеел на Бог биле водени од Николче. Некои од првите проповеди што сум ги слушнал биле проповедени од Зоран, така да и мене ми е многу драго што сум овде помеѓу вас оваа вечер, не е утро, јас сум по дефолт навикнат да кажам утро. И навистина ми е чест да се охрабриме заедно, да го бараме Бог заедно. Ужива во славењето. Фала ви Вики и Николче, навистина прекрасно да се биде заедно, да се бара Бог. Еве од мене ако може еден збор пророчки. Може ли, Зоран? Вие сте една многу посебна заедница. Многу посебна заедница. И вашето присуство во овој град е навистина светлина. И Бог има направено преку вас, колективно, повеќе од кога што вие знаете. И тоа е добро за вас. Пошто патернот, шаблонот е да ние кога Господ действува преку нас да почнеме да се фокусираме на нас. Често. Зрееме во тоа, учиме да му даваме слава на Бог, да вртиме кон него, но Господ има направено толку многу нешта преку вас. И опасноста за нас како цркви и за вас верувам дека можеби за тоа е во избор е да се фокусираме на нештата што не чинат. Не знам, вие може немате проблеми во црква. Најверојатно нема. Ние имаме. Едноставно. Знаете што? Можеме толку да ги ставиме на пидестал проблемите, меѓусебни конфликти, мене ова ми се свиѓа, тоа ми се свиѓа, мене овие песни ми се свиѓа. Не знам, стандард, ја ви кажам стандарди работи од мојот живот што ги слушам. Толку можеме да ги ставиме тие работи, да се окупираме со тие нешта и сосема да се промашиме едни со други. Сосема да промашиме што Бог прави во животот на мојот брат, во животот на мојата сестра. Јас ова го искусив од прва рака. Од прва рака. Имав конфликт со еден мој брат полого време, кој што ништо не се случува преку ноќ. Еден конфликт не сме ние деца, не се скаруваме ако ние се ја земеме играчка. Сето тоа се гради. Кој што вика еден пастор, мислам дека беше Стојан Гецки, вика бракот се гради и разводот се гради. Се гради, вика. Значи и конфликтите се градат. И тоа до таков степен да со овој мој драг брат толку се ние не викавме, ние не се каравме, се рчка една, рчка друга, рчка трета. Да кога седнавме на маса со еден заеднички пријател и да ни рече пријателот: кажи ми ти мене 3 позитивни карактеристики кај твојот брат. Се ти прашаме негативните, но ќе ти ги кажам. Не ме прашај само моментално позитивните. Јас се фатив во тој момент дека толку сум се обседнал со тоа што јас сметам дека оваа личност го прави погрешно, мене ми погрешила, што и да е. Да е тотално сум изгубил перспектива кој овој човек е. Тој човек не е само оној кој е во релација со мене и со моите проблеми, тој е многу повеќе од тоа. Сите ние сме многу повеќе од ситуациите кои што ги имаме. И навистина ве охрабрувам да има навистина толку многу добри работи во вашата заедница. Знам дека ова е третина, предпоставам, од тоа што од христијански центар што е во Скопје. Ако ги прашам пасторите, најверојатно ќе кажат осмина, сигурно сте над 150 луѓе. Тоа зашто сме ние пасторите дарежливи, сите ги примаме, тие една што дошли ги рачунаме. Така е, кокава риба 2 кила. Едва 200 грама. Но наистина поентата на ова што сакам да ви го пренесаме, пробувајте намерно, треба една интеншналитет на намерност да ги пренасочите вашите мисли на што е убаво помеѓу нас. Всушност тоа е нешто што сакам понатаму да го зборувам. Павле не охрабрува во Филипјаните 4 глава 8 стих. Размислувајте на она што е добро помеѓу вас, на она што е честно, на она што е за пофалба, на она што е за пример. Ама претходно, знаете што претходи? Ако сакате Бог да ги зачува вашите мисли во Христос, мислете на овие нешта и почнете да ги набројува. Нашите мисли се постојано под напад. И делото за кое што сакам да зборувам со вас денес е токму што се случува со нашите мисли, каде се нашите мисли и каква улога тие имаат. Ако поставиме прашање, кои се едни од најголемите борби на современиот христијански живот? Сигурно ќе слушнеме разни одговори и сите најверојатно ќе имаат легитимност. Има секуларизмот, ќе кажеме, безбожност, Бог е исклучен од секоја подрачје на животот во нашето општество и на остатокот од западниот свет.
него е сапат Бог за жив. Може би ќе каже некој материализмот, не знам, луѓето се премногу материјални, не мислат воопшто на духовното, па дури и христијаните, ние живееме во овие работи, не сме лишени од тие мисли. Некој може да каже исламот, може да се дадат други, порнографијата, пристапот до порнографија, кој што е голем проблем за многу луѓе. И сте овие нешто најверојатно се сериозни битки за христијаните. Но она што претпоставам, барем ја не сум го сретнал до сега во дискусии, е дека најголемата борба на нас како христијани е нашето внимание. Што се случува со нашето внимание? Односно со мислите кои што свесно се одвиваат во нас. Ние живееме во доба каде што има огромна економија. Значи, една голема економска гранка што се нарекува attention economy или економија на вниманието. Може не сте слушнали. Значи, има милиони, милиарди долари, евра, што и да се одливаат во канцеларии, каде што луѓе размислуваат како да го привлечат вашето внимание и да го задржат секојдневно. Сака да ти продадат нешто, сака да купиш нешто, сака да гледаш нешто. И ние не сме имуни на ова. Ова е постојано се случува околу нас. Постојано. И ова борбата за нашето внимание не е ништо ново, нели? Пред 30 години било исто, пред 50 години, пред 200 години, но интензитетот со кој што ние денеска живееме е толку поголем од претходно било кое време, што е неспоредливо. Значи ние мора да сме буквално борбено опремени да си ги чуваме нашите мисли. Затоа што се во овој свет е дизајнирано да нас ни го одвлекува вниманието од Бог. Не постои некаква конспирација околу тоа, барем јас не верувам. Тоа е едноставно човекот да си угодува на телесноста. Павле ни вели, внимавајте, исползувајте го времето, зашто дните се зли. Еден постар превод кој што на овој збор исползувајте го преведува малце попрецизно и вика искупувајте го времето. Односно дека времето по дефолт е загубено ако не го принесеме да биде полезно. Дека тоа нели може да биде полезно, може да биде бесполезно, но по дефолт времето мора да биде откупено. И како што кажав, тоа денеска не е ништо ново. Всушност уште во излез Мојсе ги припрема израелците, им вели не само немојте да им се молите на другите боги, немојте да им принесувате жртви, не само тоа. Немојте да ги спомнувате на нивните имиња. Зошто? Што имаат врска нивните имиња? Па може ќе влеземе некоја религиозна дебата, може ќе треба да го спомнам Ашер или кој да е таму некој си бог. Не, да спомнеш нечие име, значи да почнеш да зборуваш за тоа. Значи да почнеш да му го даваш твоето внимание на тоа нешто. И почнеш да размислуваш за тоа нешто. И после некој време може би дебатираш со тоа нешто, и после некој време може би тоа нешто веќе дебатира со тебе, и после некој време викаш, па може би не е толку лошо ова, види го овој, зошто да ги отфрлиме овие богови, што е да. Најголемиот проблем на Адам и Ева во првата ситуација со првото искушение беше затоа што почна муавет со ѓаволот. Тука заврши приказната. Стварно ли Бог рече да не јадете ништо од градината? И они се рекаат, чекаме, не, готово. Отидовме со муаветот во одреден правец. И нашите мисли функционираат на таков принцип. И предпоставам повеќето од вас сте читале Новиот Завет, ќе ви текне на Римјаните, на Петар, на писмата на Петар, колку зборуваат за важноста на нашите мисли. Колку се всушност важни во делот на спасението, не во простувањето на гревовите, туку во делот кој што ние сме спасувани од последиците на гревовите. Односно, гревот си има од една страна вина. Таа вина е плата на крстот завршена работа. Ама ефектите на гревот, некои од нив се укинати директно, некои од нив до ден денес ние работиме да Бог ги очисти од нас, односно да ги смени. Зборувам на пример страв во нашиот живот. Стравот по дефолт не е грев, ама е последица на гревот во нашиот живот. Нели, стравот е едноставно недоволно познавање на Божјата љубов. Кај што се грижиме, кај што се плашиме за нешто, зошто? Не сме уверени целосно дека Бог е со нас или дека се грижи за нас. Тоа е ефект на гревот. Што се случува преку нашата обнова на умот, се случува да ние разбереме, и не само разбереме во нашата глава, ние знаеме секако што треба. Верујте ми, ние денеска знаеме повеќе информации имаме од огромен број на христијанството позади нас. Имаме книги,
имаме проповеди, отвори 2 линка, можеш да слушаш колку сакаш проповеди. Информациите не се проблем. Всушност, моментално една од работите кои што голем број луѓе, како да кажем, искусуваат disillusionment, како се вика, заблудата ја гледат на нивото размислување, е дека во 80-тите се веруваше генерално дека кога ќе се развие интернетот, тоа беа почетоците на интернет, дека ќе се развие интернетот, ние ќе доживееме врвот на човештвото. Секој ќе има пристап до секаква информација. И најден што ќе не направи паметни, добри, доблесни, што и уште не. И како ли тие луѓе се насанка? Како ли се изненадија? Тоа е исто искуство со Првата светска војна. Првите теории на хуманизам се развиваат пред Првата светска војна. Човештвото е добро, во корен е добро, нема ништо лошо. Ние сме лоши затоа што се занимаваме со морал. Моралот е некоја се креација религиозна. И доаѓа Првата светска војна, умираат 20 милиони луѓе во време на хуманизам. И постојано Бог ги осуетува овие размисли. Ние информациите не се никаков проблем. Денеска едно дете со смартфон има истиот пристап на информации што Бил Клинтон ги имал во 98. Најмотниот човек на светот, човечки зборено, во 98 имал истиот пристап до информации, на обемност, на квалитет, на извори и сето тоа, како што денеска еден тинеџер може да го земе во парче електроника и да побара све што му треба. И тоа не ја прави целата разлика. Она што ја прави разликата е кога ние ќе се инволвираме со тие мисли со кои што ги имаме. Кога ќе почнеме да ги практикуваме, кога ќе стануваат дел од нашето секојдневие, тука е исползувањето на времето, што ние правиме како резултат на нашите мисли. Сеќавате на учењето на Исус за богатствата на небото, во Матеј 6 глава, колку е важно што ти сакаш, што ти е драго. Тоа е почување, што ти е драго во животот, што ти е битно во животот. Вика, затоа што каде е твоето богатство, таму ќе биде твоето срце. Што тебе ти е драго во животот? Е најчесто она кој што ти се мота постојано во памет. И што ти одлучуваш, ти можеш да одлучиш. Тоа е една карактеристика барем што имаме. Една од првите ослободувања, ја што сум ја доживал во христијанскиот живот со чекорење со Бог, е да имам слобода врз тоа да ги насочувам моите мисли. Тоа беше едно после 6-7 месеци кога научив зборот благодат. Ја благодат слушам во црква 6 месеци, поима прв пат од живот го слушам овој збор. Што е ова благодат, што е ова благодат? После некој време го разбрав, после некој време почнав да го применувам. Се случи дел работи, да јас после тоа време искусам дека јас имам контрола на што ќе размислувам. Значи, има работи кои што не врзуваат постојано, ги бараат нашите мисли. И ако не знаете, може би велите, не знам што ми е богатството на моето срце, не знам. Еве една многу лесна пракса. Легнете на кауч, едно пола сат 45 минути и речете ќе уживам, ќе одмарам. И после 45 минути размислите на што се мислите тие 45 минути. А тоа што кога ние сме без гард, кога не планираме ништо, кога сме опуштени, тогаш по дефолт нашите мисли одат кон тоа што ни е важно. И тоа не мора да е нешто добро. Некојаш може да е нешто, може да е таму тоа нашата работа, нашата професија, имаме незавршени одговорности што и да не го окупираат нешто, може да е некој конфликт, може да е некоја ситуација со некој брат, сестра, со некој со твојот сопруг, сопруга. Нашите мисли веднаш одат таму кон тоа што ни е најважно. Јас се женам и кога ќе ги легнеме децата у кревет и во последно време имаме 2 дечиња, ете тоа не ви се представи, кажам женецом, имам 2 деца, класичен пасторски воед. Јас сум приметил дека кога ги имаме особено второто девојче, дека ние барем половина час зборуваме за тоа како ни бил денот со децата. Пошто ни се многу драги. Пошто тоа таму ни е денот највеќе. И така да, што ние правиме со нашите мисли е од огромна важност за нас. Немојте да се сообразувате со овој свет. Туку презувате вашиот ум. Каде? Додека сте во светот. Не бегајте од светот. Никој од апостолите не вика бегајте од светот. Бегајте од гревот. Тоа е друга работа. Светот нема бегање од светот. Само манастири можеш евентуално, ама и таму ќе го најдеш. Нема бегање. Туку додека сте таму, обновувајте го вашиот ум. И сега прашањето за нас е како да го обновуваме нашиот ум. Како да ги насочуваме нашите мисли. Како да го исползуваме времето.
И ова е првото нешто што Исус го прави кога доаѓа и кога почнува да поучува. Има еден збор во Новиот Завет и во Стариот Завет всушност, го има 1500 пати во Библијата. Е толку суптилен збор и многу тешко се преведува. Има тие што се јазичари, ќе знаете дека толку јазикот знае да биде суптилен на моменти. Ви треба цели реферати еден збор да објасните. И сега не може тоа да го правиме во Библијата, нели? Има Библија тука со коментари ако сакате за такви работи. Има еден збор што толку особено на македонски, како некоја си придавка незначајна. И на англиски е behold. На македонски е јете. Јете. Ништо, јете. Всушност ова е толку еден битен збор кој што нема соодветен превод. Има еден, како да кажам, синоним. И е толку само малце тривиализиран, нема да ни пренесе значење. Тоа е на македонските приказки, кога ќе дојде гласникот на царот и ќе дојде на срцето и ќе каже чујте и почујте. Тоа е јете, behold. Чујте и почујте. Се случува нешто многу важно. Знаете кога ќе дојде, како се вика тие на царот испратеникот. Ќе дојде кога ќе рече чујте и почујте, снимки се остават, мотика се остава на земја, жената што мила сада ги остава садовите, некој проживала што правила ева, остава свет и доаѓа да слушне што кажа царот. И Исус доаѓа и вели јете, чујте и почујте, дојдете. Всушност толку е богат тој збор, има еден куп на, како да кажам, нијанси во него. Значи да дојдеш, да видиш, да се вклучиш и да бидеш променет од таа интеракција со тоа што го слушаш и тоа со кој што се инволвираш. Многу богат збор. Ќе го најдете во Стариот Завет. И Исус токму тоа првото нешто што го прави е доаѓа и пред да го најава неговото евангелие вели дојдете, оставете што имате што правите. Оставете тоа што размислувате на што. Видете, Исус доаѓа и неговото евангелие е покајте се, зашто наближи Божјото царство. Тоа е евангелието според Исус. Тоа го најавува секаде. Покајте се, веќе сигурно да слушале стотици проповеди за ова, но многу едноставен превод на покајте се, размислете за вашето размислување. Размислете за вашите мисли, до кај ве однесува вашите мисли. Покајање е да ги промениш мислите, ама пред да ги промениш, треба да размислиш што треба да се промени. Нели? И да размислиш зашто да се промени. Исус вика затоа што наближи Божјото царство. Или со други зборови, Божјото царство е еден добар збор е на дофат. На рака, на дофат. А Божјото царство наједноставно можеме да го објасниме Божјото дејствување помеѓу нас. Што Бог прави помеѓу нас? Божјото царство е она што Бог сака да се случува помеѓу нас. Затоа ја чунаш молитвата, нека дојде царството твое и нека биде волјата твоја. Она што ти сакаш, нека се случи. И тоа е Божјото царство. И најбитното место каде што нашите мисли може да бидат е што Бог прави помеѓу нас. Што Бог прави помеѓу нас. И тоа е најлесното нешто да го утнеме. Впрочем, најлесното нешто да го утнеме, затоа што е толку изобилно, толку очигледно. Толку е Бог е секаде присутен, постојано дејствителен. Вика еден писател, вика рибата, вика не може да види водата, како што птицата не може да види гората, вика. Затоа што е таму, во тоа е. И ние толку сме обседнати со нешто што Бог секаде околу нас и ние може да го промашиме. Еден феноменален пример за тоа, една одлична илустрација кога Исус се крштеваше. Доаѓа Месијата. Јован го најавува. Јован вика, ја не сум баш најсигурен, знам отприлика нешто за човеков, браточет ми е, ако нешто знам, ама ова е јагнето Божјо. Овој ќе го отстрани гревот од светот. И вели кога се крштеваше, небото се отвори и што се случи? Гулап и после што се случи? Глас од небото. Ама некој рекоа дека згрми. Некој рекоа дека згрми. Други рекоа Бог прозбора. Бог прави нешто тотално очигледно, јавно, јавен настан. И луѓе рекаат згрми. Значи пред нивни очи целосно она што Зора го кажа преска, она што е клучно за поучувањето на Исус за неговите параболи, која им објаснува на апостолите зошто поучува параболи. Вика, знаете зошто поучуваме параболи? За да не слушнат и да не разберат, за да видат и да не согледаат. Не зашто он не сака. Тоа би било тотално спротивно
од се што пишува за Исус и за каков е Бог по природа. Бог сака сите луѓе да се спасат. Бог сака сите луѓе да разберат. Ја не би можел поинаку да прифатам. Можеби не се согласувате со мене, но ја не можам поинаку да го замислам Бог затоа што тоа го вели во Словото. Тогаш зошто би зборувал на начин како што луѓе не би го разберале? Затоа што он не сака. И он им дава шанса. Он им дава прилика да не разберат. Зборува на таков начин да единствено можеш да сакаш да разбереш, за да разбереш. Колку е премудар Бог. Колку е премудар Бог. Има една класична дебата во 60-те, мислам дека е со еден католички свештеник кој што е историчар познат Копелстон и еден филозоф кој што е атеист Бертран Расел. И Копелстон го прашува, вика, Бертран вика, кога ќе дојдеш пред Бог, што ќе му кажеш? Каков изговор ќе имаш пред Бог? И овој вика, ќе му речам, зошто не ми даде доволно докази? Зошто не ми даде повеќе докази? И човеков во неговата мудрост му одговара, а дали ти него му бараш докази? Дали ти бараш докази од него? Ти од мене тука бараш, ти кажуваш дека се битни доказите, но дали ти некој си побарал? Дали ти си сакал да го видиш тоа? Поучувањето на Исус за чукајте ќе ви се отвори, барете ќе најдете, тоа не се поучување само за молитва, тоа се поучување за молитвата, но тоа се генерално како ние функционираме како луѓе. Ние ќе го најдеме тоа што сакаме да го најдеме. Дел тоа што ви кажам на почетокот за вас како заедница е, ако сакате да најдете проблеми во христијански центар, ќе најдете 100%. Сакате да најдете проблеми кај братот, ситуации, ќе ги најдете. Зависи што барате. Многу е битно што бараме, што ние сакаме. Тоа е главната работа. Кога Исус ги предизвикува учениците негови за Јован Крстител, вика, што дојдовте вие да видите? Што дојдовте да видите? Трска како се ниша низ пустинава? Или дојдовте да видите човек во свилени алешта? Тоа е всушност една референца за тоа време, од време на време ќе помине некој караван на некој богат човек, па ќе застане, па пакетчиња, бомбончиња, поклончиња, да кажеме еден фестивал, еден убав настан. Вика, тоа ли дојдовте да видите? На некој убав евент ли дојдовте? Не дојдовте тоа. Дојдовте да видите пророк. Ама може би сте виделе тоа што се сакале да го видите, може не сте го виделе пророкот. И тоа е главната работа. Внимавајте, слушнете, чујте и почујте, вели Исус. Каде е вашето внимание? Каде е нашето внимание? Што го обзема нашето внимание секојдневно е прашањето кое што треба да земе на тетрадка и да почнеме да пишуваме на него. Ново размислам. И сега читаме Давид во псалмите на неколку места вели нешто предизвикувачки. Всушност Павле го вели во различна форма истото, вика Давид вика Бог ми е постојано пред очите, Бог е постојано пред мене. Какво е било тоа искуство? Да постојано го согледуваш Божјото присуство пред тебе. Павле ни вика молете се без престан. Бидете постојани во молитва. И ова е еден голем предизвик. Всушност, ако молитвата единствено ја разбираме како зборување, тогаш ќе имаме голем проблем, зашто ќе треба уште да не затвориме, ако сакаме да сме послушни на овој совет на Павле. Но овде ставаме збор за нешто друго. Како што нашето заедништво не се состои само во зборови, туку се состои во присуство, исто така Павле нас не учи, вика, бидете постојани со Бог. Бидете во постојано заедништво со Бог. Без престан. Бог, како што вели Давид, нека биде постојано пред очите. И јас сметам дека ова е нешто кое што се тренира или се учи човек да живее вака. Како со многу други нешта за кои што Павле вели, ќе се сетите всушност колку референции Павле користи кон физички тренинг, колку е физички тренинг една многу важна слика за духовниот живот на Павле, дека вклучува сет на активности во нашиот ден, кои што нас ќе ни помогнат да го правиме ова. И Павле, овие всушност некои ги нарекуваат духовни дисциплини, духовни практики, што и да, но верувам дека и можеме да разговараме за ова. Јас ќе останам после ако сакате, ќе ме побиете и ќе си помуабетиме, но јас верувам дека денот за да биде исползен, времето за да биде исползувано, да биде откупено, како што Зоран зборуваше на почетокот, да можеме да процениме во секој момент што се случува, да бидеме присутни,
Знаете, јас пред некоја година престанавме ние се молиме да го бараме Божјото присуство. Затоа што јас се викам, чекај малце, Бог не е секаде присутен. Мислам, знам дека Бог се манифестира некојаш посебно присутен. Ама Бог е секаде присутен. Ама јас сметам дека ние не сме постојано присутни. Значи ние доаѓаме на служба со секакви работи на ум, со све што памет и ние викаме Господе, дојди Господе, Господ стои тука, нашиот памет е таму негде, Господ вика тука сум, изволите што треба. Ама ние сме таму негде. И ние всушност сме тие што треба да дојдеме присутни да бидеме пред Бог. Всушност дел од тој повик на behold или погледни или дојди е токму тоа да се донесеш себе си присутен. А како што кажав, ние живееме во време каде што нашето внимание, нашата присутност, всушност каде сме ние присутни, е се помалку на дофат на нас. Вие ќе видите дека се повеќе студенти, мислам, страшен број на студенти користат апчиња за концентрација. Мислам, секогаш било проблем со концентрација. Кој немал проблем со концентрација. Но денеска на такво ниво, да веќе се создава на патологија, вчера се смеев со еден другар, вика другар имам еден што толку вика заборава, иде во аптека, испит има да купи апчиња за концентрација, плаќа и заборава се ги земе апчињата. До толку е лошо. Значи ова е веќе толку станато околу нас да на што се изложува нашиот живот, да ние буквално сме отсутни. Постојано отсутни. И јас знам некогаш се поредко, фалам на Господ дека зашто решив да го адресирам овој дел во мојот живот, но јас сеќам на денови во мојот живот каде што поминале вака, јас ништо не сеќам на тој ден. Сум бил со луѓе, не се сеќам на мојот, сум јела храна, не се сеќам на вкусот на таа храна. Сум молел молитви, поим немам што сум молел, сум читал Библија, поим немам што сум читал. Јас не велам дека треба ние се да памтиме што се случува. Но нашата присуство, кога нашите мисли се постојано насочени кон Бог. И те како ги зачувуваат тие драги моменти, тие драги настани. Зашто ова е за мене драг настан, јас верувам дека ќе го памтам ова. Искуствата кои што сме ги имали едни со други, тие остануваат со нас. И во ова време ние навистина треба да бидеме, како што кажав, сериозно, со голема намера да размислиме како да ги насочуваме нашите мисли постојано кон Бог. Како да дојдеме од такво место. И како што кажав, Бог е навистина невидлив, но во исто време очигледен, постојано присутен. Видете, кога вели Давид, ме води по патеките на праведноста заради името свое, односно ме носи на пат на животот кој што е добар за мене. Тоа значи, мислам, може да зборуваме за праведноста ваква или ваква, Давид таму, пред да има и христологија и било што, Давид збори дека Бог го носи на пат на живот кој што е добар и богоугоден и добар за него. За да живееме таков живот, вика Давид, ова Бог го прави заради името свое. Знаете што значи тоа? Заради неговата природа. Бог не може поинаку. Тоа е Бог. Името на Бог е референца кон Божјата природа. Каков е Бог? Бог ти сака добро, Бог ти прави добро, постојано. Што и да прави Бог во твојот живот е добрина и милост. Укорот е добрина и милост. Макар и тоа. Бог никогаш не укорува за он да се го истори гневот. Јас едно големо откровение во животот како родител ми беше, кој што знаете, многу е лесно да го промашиш ова. Еден пријател ми кажа, вика, немој да ги дисциплинираш своите деца кога си лют. Па кога да ги дисциплинираш тогаш? Вика, не, поентата не е за ти да си го историш гневот. Поентата да им покажеш што сгрешили. Ама ти кога си гневен, многу е тешко да им посочиш на тоа што сгрешили, што поентата е ти. И Бог нас кога не укорува, Бог не е дој сега ќе ти кажа не на тебе. Не, Бог сака да ни каже, сака да ти посочам на нешто дека ова те носи на лош пат, те носи на пропаст. Морам да ти го посочам на ваков начин. Морам да го привлечам твоето внимание за да го разбереш ова. Затоа што укорот обично доаѓа после многу охрабрување, кој што не сме ги примили. И Бог действува така. И знаете, на англиски повторно не можев да најдам, пробав и се консултирав и со јазичари, вика, кога некој вика е премногу насочен или кон нешто, он станува вика beholder, или човек кој што може да го држи во внимание тоа кое што го согледува. И ова може да го видите особено кај професионалци во нешто, луѓе кои што се експерти. Јас пред 2-3 години бев на Преспа, после долги години. Отидов на Преспа и сега не знам дали има тука некоја Преспа да не ми замери, ама дупка невидена беше, значи халови на сите страни, треви,
по некое време нека птица ќе прелета, тиња, значи не среден пат. И се враќам дома и нешто случајно наоѓам еден документарец од еден добар француски документарист, Lake of Apples или Езерото на јаволката се вика, или за преспа документарец. 8-10 минути, краток. И човекот покажува снимки од преспа да се фатите за глава. Значи, толку убаво ја ги прикажа преспа. Толку прекрасни делови покажа, толку убави детали. Тој човек тоа му е работа. Тој човек тоа го прави постојано. Он, задачата му е да ја согледа убавината во околината околу него. И он тоа го прави. И ја би се прашал, како би изгледал нашиот живот, кога е наша примарна задача, каде да сме, е да го согледаме Бог. Да го согледаме Бог. Да го имаш Бог постојано пред тебе или да бидеш постојано молитва, не значи прекини со сите други активности или главата околена и моли се цело време. Тоа воопшто не значи тоа. Туку значи како да научиш да живееш начин на живот во кој што ќе имаш заедништво со Бог, додека разговараш со жена ти, ќе бидеш свесен за неговото име, додека одиш на работа, додека пишуваш имейл, додека свириш гитара, додека се водиш во автобус, или во такси, или во што ви да е. Тоа е главната работа. Да научиш да имаш Бог не во одредени настани од твојот живот. Лесно е еднаш во неделата, 2 пати ќе дојдеме на домашна група, ќе се фокусираме, тука сме едно друго. Поентата е како ние да живееме начин на живот, кај што ќе го гледаме присуството и действието на Бог, што Бог прави помеѓу нас во секој еден дел од нашиот живот. Во секој еден дел. И тоа некојаш нема да бидат, не знам, помпезни работи, нема да бидат големи, некојаш ќе бидат многу мали работи. Едноставно ќе бидеме во позиција, а малите работи во Божјото царство се многу опасни. И малите работи прават разорни штети, или позитивно кажано прават големо влијание. Еден збор кажан во право време, на право место, на права личност, може да биде како што вика пословици златни јаболки на сребрени тајнци. Да биде најдоброто нешто што може таа личност да го прими. Еден збор. Тоа е идејата на начинот на кој живот кој што Бог не повика да го живееме. Но мораме најпрво да влеземе во борба со тоа да елиминираме нешта во нашиот живот кој што задолно не го земаат нашето внимание. Има еден куп такви работи, верувате ми. Има еден куп работи кои што, мислам, почнете од социјални мрежи, почнете од интернети, од телефони. Че јас имам една апликација на телефонот која што ми кажува колку време сум поминал на телефонот. И првиот пат кога ја инсталирав, ќе ме шокнеше главата. Викам, што ми се случува мене во животот? 6 сата од денот да ги поминам на телефон. И верујте, не е тоа све забава, значи јас и работам на телефонот. Ама дали јас имам потреба да работам 6 сата на тој телефон, па плюс компјутер дома, па плюс телевизор, па плюс не знам што. И сега може би постарата генерација ќе речеме, ние немаме телефони, има нешта во нашиот живот кои што можеме едноставно да ги замениме. Да ги замениме со активности во нашиот ден кои што навистина ќе не тренира, ќе не обучуваат да го насочуваме нашето внимание кон Бог. За крај ќе ви кажам еден пример на еден многу интересен лик. Името ми избега сега. Ова е човек, единствен мисионер, Франк Лабах, кој што е единствен мисионер кој што е на поштенска маркица во Америка. Значи човекот е еден многу познат лик, не е познат за неговото мисионерство всушност, иако бил многу ефективен мисионер, познат е зашто бил јазичар и има направено една светски позната програма за образование за целосно неписмени луѓе. Има направена програма како да образоваш луѓе на нивниот локален јазик, некојаш и во непишена форма, некојаш нема некој јазици или писмо, како да ги образоваш тие луѓе од нула. И човекот има неверојатен успех и до ден денес 100 години речиси се користи таа програма глобално. Франк Лабах. И Франк Лабах бил сам на Филипините, всушност им служал на едно племе муслимани и човекот почнал да помина доста време сам. И човекот вика, јас сум служител дека Божи 20 години. И вика, јас се уште во мојот живот не се чувствувам дека сум целосно предаден. Има делови во мојот живот кои што не се предадени. И он сватил дека човек бил психолог, мислам е пар екселанс човек. И сватил дека кога ние ќе ставиме нешто во нашиот ум, кога ќе посветиме нашето внимание на нешто, тоа нешто не заминува од кога ќе прекинеме да размислуваме. Ветекно, сте имале некој муавет со некој значаен, си одиш дома, уште само та муаветот низ глава. Или си правил нешто
Што и да е, нешто било важно, останува. И вика, ја ќе се обидам да го правам ова доволно често, да Бог не замине мојот ум. И човекот направил еден многу интересен експеримент, се вика Games with Minutes, или игра со минутите. И решил во секоја минута 1 секунда ќе насочувам мојот ум кон Бог. Ја пробав, ова е претешко за мене. Барем за сега. Ќе се вратам малку неколку чекори назад да стигнам до таа минута. Но човекот сватил дека ако јас ова го правам постојано, ова ќе стане многу лесно. Зашто тоа е праксата на се што правиме, на секоја рутина во нашиот живот, е да не донесе до целосна леснотија. До целосна леснотија. Кога ќе видите вие овој Србино како се вика Кошаркаров, кога ќе видите колку поток се движи човекот, трча со топката, мислиш кога ветренца не може да го сопра, со целосна леснотија. Зошто? Се утепало тренинг. Толку му е лесно тоа сега. И Франк Лаубах почнал да го прави овој експеримент и му меѓу време се допишува со татко му, си праќа писма. Му кажува вика ова го правам, вака и му дава рапорти. И вика, знаеш вика што? Вика животот целосно, ова е првите 3 недели за него, првите месец дена, вика животот целосно ми се смени. Вика свесен сум да секоја секунда како изминува. Ја гледам Божјата слава во секоја активност на природата. Се што се впрочем, тоа е зашто природата толку не фасцинира, зашто ја одразува Божјата слава. Дури и луѓе што не се христијани, они викаат вау, ама тоа се дрва и камења. Ама они одразуваат нешто многу повеќе од дрва и камења. И Павле вели во Римјаните дека Божјата слава и неговите карактеристики се откриени во креацијата. И Франк Лаубах вика ја почнав да ги согледам секаде околу мене. Во секоја интеракција почнав да го видам Христос присутен, вика. Почна вика секоја активност на мојот живот да се случува со таква леснотија, да веќе немам никаков напор во се што правам. Вика од време на време вика ќе застанам пред огледало, човекот не се гледа многу, вика кога ќе се причам, вика гледам вика светлина ми излева од очите, што не сум ја приметил претходно. Наеднаш човекот е обземен од Божјата слава. И славата има прогресија во нашиот живот. Значи нас не е дадено Божјото присуство, излеа на Божјото во нас, но Павле зборува дека има прогресија во нашиот живот, има слава во слава, слава во слава. И дека еден ден ние ќе се откриеме нашиот живот, целосно ќе биде откриен во слава, Колосјаните 3 глава. Но во меѓувреме Павле вели нека вашите мисли бидат со Христос, кој што е седнат одесно на Отецот во небесата. И сега каде да бидат на небесата да бидат, или во се што е добро, се што е угодно, се што е праведно. На двете места најверојатно, зашто тие две места е каде што небото се преклопува. Каде што гледаме Божјото добро и манифестирано околу нас. Додека ние сме свесни кој е Бог во нашиот живот и колку е присутен. И ве охрабрувам на крај. Седнете најсериозно, одлучете време во денот, каде што ќе инволвирате одредени активности кои што ви помагаат да размислувате на Бог, да бидете свесни за него. Не мора тоа да е само молитва. Че некојаш може да молчиме со Бог. Многу е прекрасно да молчиш со Бог. Прекрасно искуство е. Ништо, молчи. Мајка Тереза еднаш ја прашуваат која што имала неверојатен молитвен живот, вика кога се молиш, вика што му зборуваш на Бог? Не му зборувам многу, вика, обично кито му збори. А он кога збори, вика што збори? Па и он не збори многу, и он молчи. Си молчиме заедно. Луѓе кои што се блиски се комотни да бидат тивки заедно. Океј, ќе завршам тука, мислам дека пречекорив време. Фала ви за вашето внимание.